Здраво Македонија, почитувани ве поздравувам и посакувам убаво утро и ве поканувам да станете со нас во продолжение да го слушнете разговорот кој што денеска ќе го имам со моите соговорници. Денеска со екипата на Канал 5 за утринската Здраво Македонија на гости сме во основното училиште Дане Крапчев, кој што направи историски успех. Македонските ученици, тимот Осетра од ова Скопско училиште е втор во светот на првата Лего лига. Многу повеќе на оваа тема ќе ни каже наставничката по информатика Марина, но секако ќе слушнеме и дел како си поминале од збор 2 од учениците. Наставничке, добро утро и добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро. Еве, во убаво расположение ве наоѓаме, во позадина ги имаме секако учениците кои што беа дел од тимот на Осетра на ова светско надпреварување каде што бевте во Грција, прва Лего лига. Како си поминавте и еве, бидејќи сте и ментор на овој проект, како траја подготовките, што всушност значи овој надпревар? Па, овој проект, ние во него се вклучивме лани, 2025 година, и забележавме успех, првото место во роботската игра го освоивме, а оваа година бевме севкупни победници на надпреварот и добивме право да учествуваме на светското првенство, што се одржа во Коринт, во Атина, во Грција, во мај од 8 до 11 мај. Значи, подготовките течеа уште од некаде октомври, ноември месец, 7 месеци се подготвувавме, бевме посветени на работата на учењето и како резултат на тоа и го постигнавме овој успех. Овој успех, така. Тимот Осетра ја представуваше Македонија во конкуренција на екипи од 55 држави и повеќе од 1000 учесници. Па како ви изгледаше сето тоа кога дојдовте таму? Па да ви кажам, ние верувавме во невозможното. Значи, таму застанавме рамо до рамо со Јужна Кореја, со Јапонија, со Германија, со Америка, кај кој што роботиката представува дел од нивната култура, од индустријата, секојдневие име, а кај нас ова е не секојдневна можност да се учествува на ваков надпревар. И нормално пресрекни сме што го освоивме второто место. Докажавме дека и од Македонија може да дојдат големи победи. Така е. Со освоени 525 бода, успеавте да се скачите на самиот светски врв и да го освоите второто место. Овои резултати секако плод на 7-месечна работа, како што споменавте. За овие 7 месеци навистина стојат огромен труд, дисциплина и часови на работа. Верувам, со што те успеавте вие како наставничка да ги мотивирате учениците да не се откажат и сепак кога дојдовте таму, кога видовте конкуренцијата и понатаму да го имате тој победнички елан што се вели? Па, овие деца се, да кажам, имаат способност да решаваат реални проблеми, да размислуваат критички, кога ќе најдат на некои потешкоти, на некои грешки, да не се откажат, туку тоа ги потикнуваше да си го подобрат учењето и вежбањето, а секоја нивна позитивна извршена мисија им беше како победа за она што го вложува. Така да беа мотивирани, има поддршка, има помош од сите нас и желбата за учење беше пресудна. Ајде, Тоша, збор 2 да ни кажеш за овој проект и за оваа иновација. Ова е нашиот иновативен проект, се вика Археовакуум, кој што им помага на археолозите за да најдат нешто? За да најдат артефакти и да соберат непотребната земја во археовакуумот. Како ти се доаѓа, да речеме, еве, ова истражувачки работи кои што ги работиш, дали ти инспирираат и понатаму да направиш можеби некој друг поинтересен проект? Да, ми инспирираат да
направам оваков иновативен проект. Овој иновативен проект е не само мој, него на сите деца од тимот Осетра, со сите идеи комбинирани во едно, што резултира во иновативниот проект. Така, ова во раката што го држиш е пехарот. Да, ова е пехарот што го освоивме тука во Македонија на државното првенство за прво место Прва роботика. награда во роботска игра и навистина ете сликовите делото овој пехар така е направен како со лего коцки. Добро, да ги прашаме твоите соученици. Здраво, како се викаш ти? Најпрво си викам Давид Треновски и добро утро. Така. Кажи ми Еве, што значи за тебе овој тим и ова представување каде што бевте, како ете се чувствуваше ти, дали си задоволен од резултатите кои што ги направивте? Па најпрво да го пофалам тимот за тешката работа што ја направивме и јас сум многу горд дека се осеќам горд на цела Македонија дека ја представивме на светско ниво и ја представивме на најголем левел и ја освоивме втората награда во роботската игра и би сакал да кажам дека овој проект не беше толку лесен и како што кажам сничката работевме од 11 до 9 и беше со мерак го работевме нештото. Еден голем предизвик, Да. но и еден обов поттик за успех. Да, ова ни беше предизвик да го направиме и да им помогнеме најпрво на археолозите, а како второ да освоиме на државно ниво прво место, а потоа и на И светско. на светско да се представи. Дали еве до ова, бидејќи веќе бевте и ова искуство кое што го имавте на овој светски настан, е сега уште поголема мотивација за следната година да се подготвувате, па и да бидете прваци? Па јас нема да бидам следната година тука бидејќи треба да одам во средно, А, така, но ти има веќе дел од завршуваш, тимот, да, но има дел од тимот што ќе останат и ќе продолжат следната година. Така, ова ти кое што го држиш во раката е Да, ова е наградата од- наградата од светското. светската. И таа исто така символично направена од овие лего коцки. Добро, ти благодарам многу. Стефан, и ти држиш една награда која што и те така символично направена за првата лего лига, како во тој стил од лего коцки. Кажи ми ти малку повеќе. Оваа награда е освоена на државниот надпревар. Ова е освоена на победник на надпреварот, односно во целокупната категорија. На надпреварот има 4 категории: роботска игра, роботски дизајн, како се однесуваме и иновативниот проект. Ние во Македонија победивме во сите 4 категории, а во Грција победивме само во роботската игра второ место, кај што чувството е преубаво да се надпреваруваме со такви екипи, бидејќи тие имаат и подобри услови од нас, повеќе се спремни од поискусни, по-добри држави. Но тоа не ни представуваше проблем, ние бевме така, или сигурни. пак пречка. Да, или пак пречка, ние бевме сигурни во нас дека ние ќе успееме и ние отидовме со цел да победиме и тоа и го направи.